како што споменавме, утринава се случува некако во оваа седмица, макар што секој пат календарски во било кој дел од месецот имате прилика да ги посетите нашите културни установи, бастионите на културата, драмскиот театар, театар комедија, македонскиот народен театар, театар за деца и младенци и други културни можеби наши бастиони, како што споменав пред некој половина час во вклучувањето со Симон, па дури ви рекол тука се секако и младинскиот културен центар, лабораториум, уште мал милион убави ви рекол платформи кои што на некој начин се ја почитуваат на некој начин, се тие пилари или темели можеби на нашата култура и заедница. Споменав, многу ми е драго што оваа седмица се случуваше возобновеното издание на Глумците пеат. За многумина ви завидувам, досега имав прилика да ги гледам овие први изданија и минатата година, тоа споделив на Сања, поради оправдани причини, оваа година не успеав, меѓутоа сите кои што бевте, верувам и знам дека имавте прилика да бидете сведоци на уште една убава премиера на Глумците пеат, овој пат почитувајќи и македонската музика. Сања Арсовска беше дел од оваа всушност убава гарнитура на наши актери ветерани кои што имаа прилика и со вас да се спојат преку ова издание на Глумците пеат. Се надам дека за некое време ќе имаме прилика и Марија да ја вклучиме, каде што и театарот за деца и младенци секој пат знае да биде нашиот утрински пријател. И се велам како да го започнем ова денешно наше издание, каде што ми е гостин пријател токму нашата Сања Арсовска. Во неделата кога се случува доста безбиднување, вклучувајќи го и Глумците пеат, денешниот нивен празник или наш празник, каде што и Телма го празнува, меѓу другото и светскиот ден на театарот 27 март, вистина ќе кажам не е само театарот сцена, ами и простор каде што човекот буквално некој пат се распаѓа за повторно се состави пред очите на публиката. Тоа свето што јас го имав кога бев на представата Мојот маж, каде што тоа ми го направија. Емоции, бура и вистина, тоа е место каде вистината не се кажа, туку секој пат се преживува. За Сања Арсовска, што повеќе? Мислам, таа е дама која што има и импонира кога се чита незината биографија. Сега има едно нешто што секој пат убаво е да се потсетиме на незините корени и да видиме дека вистина од најмала детска возраст, таа секој пат била во една симбиоза и вистинска катарза со публиката и сцената. Па ова ќе направи една убава реминисценција и меморија. Сигурно го знае, бидејќи тоа некако е споделено јавно на YouTube платформата. Незиниот настап, детскиот настап во далечната 95-та. За сите вас, ако не сте знаеле, таа била дел и од убави детски фестивалски истории. Ако Марко драг, ако не гледаш, ова е мама и тоа 95-та година во незиниот роден град во Штип, каде настапува на познатото фестивалско издание Весело штурче. Да. Мора да го направам, мислам, се надам дека овие солзите се само еден убав еклатантен пример за тоа кога знаеме од каде потекнуваме, што сме сакали уште како најмали и кога си го трасираме патот и во овој случај апсолутно можам да посведочам дека вистина професијата дошла на вистинска адреса во вистинско време. Да, нема ништо поубаво од тоа кога ќе се сетиш на убавите моменти од твоето детство и фала ти за овој емотивно изненадување уште во раните утрински часови во овој петочен ден. Да. Мене ми импонира вистина и ми е драго. Јас сторилам дека
секој пат се поистоветувам со јапонскиот концепт ичиго ичие, дека овој момент нема да се повтори, а велам дека секоја наша релација, конекција, разговор, што и да биде, или случајно минување на улица ќе се видиме јас и ти, нека биде миг како вечен, како да сме го запечатиле во тој момент. И затоа велам дека треба да ги празнуваме сите наши, на некој начин, животни епохи, ама нема да кажам ништо повеќе или помалку, вистина си дама која што на таков рафиниран, достоинствен начин е бастионот на она што значи денеска жива театарска сцена, филм. Петко плюс, мислам, уште мал милион работи по кои што се гордееме на Сања Арсовска и вистина можам да кажам дека од најмала возраст денеска исто тоа дете го гледаме во Петко плюс. Никој пат не излегло од тебе како улога, што треба да го негуваме. Во една ситуација, почитуваниот психолог Станислав Петковски вели никој пат не треба да ги заборавиме трите важни улоги. Родител, дете и возрасен. Нека бидат тука присутни. Затоа велам благодарам што тоа го правиш и за децата во сивовие години со Петко плюс програмата. Не знам од каде да почнам со се што изнакажа. Ти благодарам многу. Знаеш како, јас некако сите проекти што ги работам во животот, ми е многу важно да ги застапувам како личност. Ниту еден проект не е за мене она што знаеме да го кажеме тезга или нешто што ќе ми донесе финансиски бенефит, туку напротив, тоа се секогаш проекти во кои што гледам дека ќе оставам некаков општествен импакт. Во случаја со 5 плюс фамилија, ние навистина бевме пионери и останавме едни од најважните фактори во неформалното образование на децата. И тоа неверојатно ме радува затоа што и после 15 години од кога почнавме со 5 плюс фамилија е нешто кое што... Батеријата е неверојатно жива. Апсолутно. Знаеш, тоа е затоа што генерациите растат. Да. Децата, веќе една генерација порасна, сега расте друга генерација. Тоа е нешто кое што е дадено и оставено за со него да растат генерации. А и препоставам дека Петко плюс ти прави еден мал твој личен животен ескепизам од она што значи театар, филм и така натаму, на момент да се поврзеш со една радост, една нежност, затоа што детското срце нели се уште не влегува туку така нели свесно и не знае да ги расудува работите, туку само гледа чиста енергија на сцена. А Петко плюс некако овозможува на секој дете она што ние го бевме, да речеме, бидејќи генерација сме јас и ти 86-та, кога беа детски фестивалските теми живи многу повеќе од денеска, да направат на некој начин дистинкција од возрастниот свет, затоа што многу не знам колку им е денеска безгрижно действото, затоа што се експлоатирани на сите социјални платформи и мрежи. Да, јас стално кажувам за 5 плюс фамилија дека тоа е проект кој што ние завршуваме работата, онаму каде што не можат родителите и каде што не може формалното образование. Што сите знаеме, настрана од тоа во какво време живееме и што се ни прави капитализмот и колку време немаме. Да, и јас морам да признам дека го немам времето да го посветам на мојот син Марко, она време кое што јас сакам да му го посветам заради сите врски што ги имам, но затоа постојат некакви формати кои што тоа може да го овозможат и 5 плюс е еден од тие формати и сум особено горда на тој проект. Верувам, колку сезони рече? Мислам дека беа 7 сезони. По 40 епизоди. Препоставам, неприфатлива прашањето, ама препоставам дека не ти здосадува проектот генерално. Затоа што знам дека постојано сте и на сопатувачки приказни. Јас кога ја гледам публиката, најчесто сме се гледале заеднички на сцени, можеби на Вембли точката во градски парк, тоа е степен на екзалтација и воскит кога детата како ве доживуваат како главни јунаци, ликови, нивни најдобри другари и како да ја гледаат храброста во вашите очи. Да. И тоа ти е од една страна и голема одговорност, од друга страна и неверојатно задоволство кога гледаш дека си го пренал, имаш влијание врз тие деца и те гледаат и како репер, како модел во животот. И неверојатно разбираат, затоа што во тие разговори со децата кои што ги имаме спонтани на настапи и на се, онака ја сваќаш лекцијата што ја научиле. И многу деца знаеа да споделат за тоа дека 5 плюс им помогнал во одредени ситуации преку нив, значи деца научиле за рециклажа, научиле да немаат предрасуди, рециклажа на отпад, научиле за другарство, научиле да немаат предрасуди.
И тако некои лекции кои што ние на еден таков перформативен начин преку серија знаеме да им ги раскажеме на децата, при тоа во тоа да вклучува забава. На некој начин го отелотворивте детскиот дух преку овие неверојатни цртани ликови денес, каква ќе кажам. Вистина ќе посакам да не престане Петко плюс. И престанува Петко плюс фамилија и расте и во различни формати, и се одреќе на различни места и на различни се дисперзира на секаде. Начини. Да. Доживеа експанзија проектот и вистина кога се работи и се гради со љубов, мислам дека е ова е резултатот и позитивниот епилог. Мора да те прашам, најтаза е нешто што излезе, што се вели пред неколку часа од сцената Македонскиот народен театар, глумците пеат. Многу ми е драго што наследството на некогаш почитуваниот Марин Бабич го продолжија и покрај можеби некакви предизвици неговите ќерки Маја, која што беше во студиото Ира. Повторно сме сведоци на една неверојатна генерација на и ветерани како вас и нови млади театарски уметници да на некој начин ја оживеат сцената на од поинаков аспект. Затоа што кога ги гледаме кабаре шоута, кога ги гледаме бродвејските шоу, сваќаме дека неверојатен е големиот животен талент и потенцијал кај актерските имиња од некаде од друга географија. И многу ми е драго што глумците пеат е тука жив се уште благодарение на Маја Ира, но благодарение на вам. Таа не престанува да заблагодарува за секој еден од вас кој што придонесува за да живее се уште глумците пеат. Какви беа овие две премиерни изгледи? Беше чудесно, беше навистина некако многу убаво. Мене ми е втора година на глумците пеат. И знаеш како, мислам дека секој актер никогаш не треба да престанува да истражува и да пробува нови начини на израз. И ова е тоа. Значи, не е прашањето дали пееме. Да, секој од нас има слух, знае да пее повеќе или помалку. Но прашањето е дека ти се случуваш со поинаков формат, односно имаш оркестар зад себе, пееш во живо и публика за тебе, притоа тоа не е таа театарска публика и ти не си тој кој што се во нека. И не ти е секој невие, како и да е. И не ти е секој невие. Да, и од една страна тоа ти причинува неверојатен стрес затоа што 2 дена се будиш со згрчено тело и сваќаш дека тоа ти е стрес, а пееш една или две песни на глумците пеат. А од друга страна имаш можност зашто кога си на сцена и кога си во театар, материјата е друга, тешка, лесна, превише си аналитичен, превише си внесен. И некако ова ти е бегство. Ајде малце и да се забавуваме. Вентил. Ама пак кажувам, таа забава некако е измишана со зошто си го правиме ова? Зошто сега јас, окей, знам нешто да пеам, ама зошто сега јас? Зошто сега јас одлучив дека треба да излезам на сцена и да си го правам ова, затоа што пак е излез од твојата комфорт зона, пак е онака соочување со нешто ново, но таа е една неверојатна енергија и баш на Маја Ира им кажував дека тоа е едно заедништво што постои таму, не потсетува на социјалистичкото здружување, баш на социјализмот кај што сме сите заедно, сите гледаме. Да, нешто кое што го нема, ама знаеш како изгледа групата. Ми требаш нола, ми треба, не знам, каиш, ми треба двајца да ми влезат во песна, одма јас влегувам јас. Значи неверојатно како сите една многу убава сплотеност после на глумците пеат и да, мене ме радува тоа. Ме радува, мислам, сите сме го гледали, јас и ти, што кога сме била мали сме го гледале глумците пеат и сме имале апсолутно друга перцепција на тоа. И да, кога се возобнови имаш ти прашање као дали треба, дали е тоа и тоа, ама неверојатно му треба на публиката несомнено и треба затоа што публиката сака вакви настани, ама да и ни треба на нас актерите, затоа што ти излегуваш од она што си. Да не зборам јас конкретно на себе, лани на Ира и кажав, ти благодарам Ира што ме викна затоа што јас сум човек кој што цело живот го ги интелектуализира, работи и сега и дека апсолутно заглавена во мојата уметничка професија јас престанав да се забавувам. И со глумците пева почнав да се забавувам и оваа година се забавувам уште повеќе. Се сензибилизирам со одговорот затоа што и овој формат кој што го имаме секојдневно, да речеме телевизиски, некој па доволно е само да појдеш на друга место, локација, да модерираш нешто, ќе ти направи некој свој личен ескепизам. А да не заборавам кај вас, па особено кога играте постојано или исти изведби, а публиката го бара од вас и така натаму, нели што велиш, убаво ти ова да се испробаш
да сватиш дека имаш и поинакви потенцијали и гребеш под површината на животот. Имено, кој беше првиот момент кога почувства дека актерството не е избор, туку вистинска потреба? Јас споменав, можеби Весело Штурче било потребата за да ја дадеш таа музичка експресија уште од најмала возраст, ами актерството, Сања? Не знам, знаеш, некако мислам дека ние уште особено кога се станува збор за уметниците, тој уметнички елемент кој што го носиме во себе, мислам дека се појавува уште од најмала возраст. Сега дали ќе го негуваш или ќе се насочиш таму е нешто друго. Но тоа го сватив преку мојот син, затоа што ја гледам неговата преку Марко, да. Затоа што ја гледам неговата перформативна природа, која што мајка ми кажува дека и јас сум ја имала истата тоа, таа слобода, таа потреба да, не знам, да режираш, да обликуваш, да креираш, да создаваш и ништо. Несумнено е дека тоа е нешто кое што ние го носиме во нас. Крвта не е вода, повторно посведочува. Да. А дали сакам син ми да се научи во некоја уметничка област? Не. Но нормално, тоа ќе биде негов избор. Негов избор, не само кажувам дека да, најверојатно тоа е нешто со кое што го носиш со себе. Не знам дали се стекнува, дали си така роден, ама е нешто кое што не знам. Ја догледуваш ова цвеќе, го догледаш и кажеш јас сакам да го негувам ова цвеќе. Не знам како се случува тоа. Немам оправдување, ама најверојатно да. Ја последното нешто кое што мислев дека ќе станам е дека ќе станам актерка. Кога се запишав, кога отидов на приемен испит, иако не ме примија на факултет, немаше никогаш повеќе да се обидам, туку ќе се насочев кон нешто друго. Втор обид немаше да има? Не. Мислам дека јас сум така малце кога во прашање професијата, сум без разлика дали нешто го сакаш, али сум и прагматична, единствено во тој дел, во одлуките сум прагматична, дека ако не е ова, ќе го направам ова, ако не е ова, ќе го направам. Значи, ако добро разбрав, не би било тенденциозна ако нештото бадури и некоја виша сила обструира некаков пат. Ама сега како ти кажам, ако јас имав можност да одам на приемен испит кај најдобриот професор на ФДУ, Владимир Милчев, кој што ако е Владимир Милчев човекот кој што ме кажува ти не си за глумица, не би се обидала повторно, искрено. Се сложувам апсолутно. Меѓутоа, претпоставам дека и неговата, односно катарзично поврзувајќи се можеби со класата на Владимир Милчин, со него лично и самиот факултет на драмски уметности те обликуваше, а колку беше неопходно или мораше Сања сама да се разгради за да се најде во заедницата? Многу е тешко. Затоа што доаѓам од Штип, затоа што доаѓам од една поинаква средина и на своји 18 години доаѓаш во Скопје. Јас постојано кажувам дека на нас уметниците, верувам дека е така и за било која друга професија, дека сите оние кои што доаѓаме од внатрешноста и доаѓаме овде во Скопје каде што е се централизирано, поминуваме многу потешок пат и денеска. Затоа што некој што е роден во Скопје, најпроста работа, некој што е роден во Скопје и работи во Скопје, не плаќа кирија или не плаќа кредит за стан или веќе има свој живеалиште или не знам како за нас. Да, за нас е прво тој финансиски аспект е многу потешко. Многу потешко било и моите да ги издржат моите студии во тоа дадено време. Многу потешко било јас да се најдам себе си и да се борам. И да, ние кои што доаѓаме од внатрешноста го поминуваме по тешкиот пат и тие кои што доаѓаме без никаков уметнички грб зад себе го поминуваме по тешкиот пат, но желбата и амбициите и упорноста и ревностноста кон работата не прават да успееме, не прават да се бориме и да успееме. Именно дали на почетокот повеќе се бараше себе Сања или улогите, затоа што претпоставам дека и јас доаѓам да речам од театарско семејство благодарение на мојот дедо кој што нема прилика да го запознам, меѓутоа бил баш пред некој период кажав, многумина можеби не знаат, бил помеѓу првите основоположници на албанскиот театар и многумина можеби негови колеги што денеска ќе кажат исто знаат да ми кажат крвта не е вода, нели тука. Меѓутоа некој пат гледајќи го мали сегменти, фрагменти, баш го имам прашано татко ми како бил животот, се барал, трагал, тој знаел да каже дека бил вистински номад и бил алтруист, поврзувајќи се со се што му било дадено, па во случајот нели во таа некоја формална театарска рамка. Се баравте можеби на почетокот така како актер?
Не знам, се барав. Јас ја имав среќата уште од 3-та година на факултет да играм да се случи мојата прва премиера. И сериозно, ако не се лажам, тоа беше. И сериозно, тоа беше Бегалка, да, во Штипски народен театар, во режија на Дејан Пројковски, а Дејан Пројковски веќе беше во тоа време етаблиран режисер. И знаете како тоа е кога имаш знае да биде и добра прилика, ама знае да биде и казна, затоа што стартот не знаеш дали е подобро да се случи постепено со режисер кој што е студент во студентска вежба или или да играш кај прва улога да се случи кај еден од најдобрите режисери во државата во тоа време. Сега мене ми се случи тоа и таа прилика јас ја искористив. И како таа прилика ми ги даде останатите можности, ми ги даде последните представи во, не знам, кај се не сум работела, во Драмски, во Кумановски театар, во Штипски театар, неколку представи, во МНТ, така што никогаш не размислувам да се барам себе си. Јас не сум од таа која што има некаква цел, која што има некаков сон, која што има не знам што да носи, не знам каква амбиција за да го добија тоа што го сака. Јас едноставно оставам работите да се случуваат. Да, јас ако можам да придонесам некако честно, отворено, искрено, да. И сум среќна што ми се случуваат такви работи. Почнав уште од значи на 20-21 година ми се случи првата професионална премиера како актерка. Предходно сум имала представи, ама оваа ја гледам како значаен старт. И некако знаев дека си како окей, да, еве, почна, тоа е тоа. Значи што ќе врви локомотивата. Да, значи ние со Бегалка добивме и многу признанија, добивме и награди и сето тоа, и тоа ти дава еден потик дека си на добар пат. На добар пат си. Покрај Милчен кој што си го имал тука и колегите во тој период. Да. Само добар патоказ. Јас некој пат знам да кажам дека театарот се случува само еднаш, меѓутоа дали токму затоа можеби е најискрен како жива сцена. Јас некој пат нема да заборавам што ми направивте на изведбата на мојот маж. И ни се сретнаа погледи така, се сеќаваш и ти направи едно као неверојатно беше затоа што се сеќавам Румена Божаровска кога беше тука, кога ја спомена нели дека е среќна што ќе може да го доживее своето дело и на сцена. Луѓе колеги ми рекоа не ти кажуваме, нели, она што би рекло универзално кажано спойлери или да не се кажуваат работите однапред, исто за филм. Никој не ми кажа, веројатно знаејќи ја мојата емотивна состојба, појди само ми рекоа. Јас никој пат не знаев за она што си поминала ти и сите колеги. Такво соголување, тоа вистина може само Сања и актерските имиња, мислам, неверојатно е како може човек да се поврза со таа емоција на сцена, како знае да ја оживее лик и своја лична животна приказна. Мојот маж за мене беше едно од најубавите искуства театарски. Мојот маж е една од најубавите мои актерски искуства и низ процеси. И секогаш кога ќе ја споменеме мојот маж, сум многу емотивна. Не сакам ниту една улога да го дискредитирам трудот твој. Тоа е апсолутно различен процес. Тоа е документарен театар. Тоа е еден процес кај што ние 5 месеци поминавме малте некако некоја секта каде што споделувавме наши работи, најмрачните тајни од нашиот живот, најтешките периоди во нашите животи за да се роди таа представа. Таа представа, да, расказите на Румена тоа го содржат, но нашиот придонес, нашите лични приказни ја направи представата да биде вистинска и искрена и нема човек кој што останал рамнодушен на таа представа. А исто така и ние таа представа ја играме, откако ќе изиграме таа представа, сваќаме дека не ни е потребна психотерапија затоа што представата е тоа. Излегуваш и сите рани што ги имаш во себе, сите болки и ги даваш на публиката затоа што им кажуваш не сте сами. И ние го поминуваме ова. Ако луѓето не зборуваат меѓу себе за тоа што ги маче во животот, ама да, ние сите сме луѓе, сите во себе и носиме тие рани. Знаеш дека баш ова што го спомена, потоа излеговме на кафуле, нели, во самиот драмски театар, со сите пријатели рековме, не можеме да ти опишам како чисто се чувствувавме после представата. Веројатно како една психотерапија, затоа што и се насмеавме, плачевме од секоја емоција која што ја донесовте, плачевме од
од секој атом од телото. Тоа чистилиште доживеавме и мислам дека дури ни требаше време додека се вратиме во, нели, секојдневните теми на разговор. Затоа што направи вистински ролеркостер. Веројатно, уште една круна на твојата кариера е каде, споделувајќи можеби твојата лична животна приказна со мајчинството, е баш дека никој во публиката не е сам. Јас сум со тебе. Неверојатно влегување во очевите еден на друг. Да, и сега имаше последен момент, последната представа. Знаеш како кога таа представа трае веќе е 5 години на репертоар, односно 6 години на репертоар. Сега со ковидот све се измеш. И кога ја работевме, имаше апсолутно други околности, затоа што представата се работеше тогаш. И сега постојано расте и постојано се менуваат. Јас тогаш зборувам за мајчинството, но меѓу време станав мајка. На последната представа, мора само да доловам колку е нешто кое што е живо, кое што се менува и колку боли. Целите 6 години ја гледам мојата драга колешка Емилија Мицевска, како додека јас и Таци ги кажуваме нашите монолози, ја гледам болката во очите и стравот во телото, дали некогаш ќе стане мајка. А денеска тоа? На последната изведба, прв пат после 6 години како играме представата, вака седиме од карши додека Таци го кажува монологот, прв пат ја видов Емилија, она веќе видно трудна. Прв пат ја видов Емилија со една друга олеснувачка емоција за себе. И таа представа и живее, и трае, и се менуваат многу работи. Јас таму имам еден монолог кај што татко ми се обраќа со Сани сине. Јас тој монолог го кажував додека татко ми беше жив. За тие 2-3 години татко ми почина. Мене ми беше тешко да го кажувам тој монолог, ама сватив дека преку тој монолог тој се уште си живее. И секоја изведба, верувај дека секоја изведба е нашата психотерапија. И тоа се работи кои што сме ги слушнале 48, колку 50 пати, колку имаме изиграно представата, и секоја изведба ги слушаме однова и однова. А беше чудно дека јас која што важам за една драмска глумица и дека така повеќе ми одговараат некои драмски, тешки, психолошки ликови, кога почнавме да работиме на нела и кажам те молам, све што е комедија, дај ми. Значи, сакам малце да... Ми треба. Да, ми треба. Сакам малце да се изразам на поинаков начин. Доста ми е од таа тешка драма низ која што треба да поминувам, но не. Мојот маж е и смеа, и тага, и болка, и радост, и известност, неизвестност, и се што ти носи животот. И мојот маж е еден искрен живот кој што го имаме сите ние. И тие што играме, и тие што ја гледаат. Неверојатно. Мислам, така е ве спомена, затоа што беше една од моите последни изведби каде што и си ти, потоа нели има фитаци, знам дека зборевме, вели секоја премиера има посебна приказна. И вистина, она што ќе те доживеат на сцена, ќе те доживеат и во живо, можам да кажам и да те опишам пред публиката денеска како актер која што носи секој пат силна емоција, меѓутоа кога ќе прашам дали е тоа дар или товар во исто време? И дар и товар. И дар и товар. Знаеш, многу е неблагодарно средството за работа да ти биде емоцијата. Знаеш, нешто кое што треба лично да си го зачуваш за себе. Знаеш, има многу чести професии, многу професии не се внесува емоција. Мислам, доктор не може да внесе емоција, не може да користи емоција во својата работа затоа што тоа ќе му направи нему проблем или на оној за кој што е одговорен. Така и нас не е основно средство за работа емоцијата. И тоа го прави многу тешко и работата, а ти го отежнува и животот во одредени периоди. Ќе дадам ова, пошто да не звучи вака абстрактно, еве кога ја работев Хеда Габлер. Хеда Габлер е еден од најтешките женски ликови во историјата на драматургијата и еден од најтешките психолошки ликови. И сега кога ја работев Хеда Габлер, да речеме на пробите на Хеда Габлер ти умираш 3 пати, во депресија си 3 пати, сакаш да избегаш од својот живот 3 пати. Тоа се 8 сати каде што ти не си Сања, туку си некој друг. И кога ќе се дојдеш дома и кога ќе кажеш зашто си така, кажуваш затоа што
И покрај тоа што не ми се плаче и животот ми е убав, јас бев на работа и се ставив во состојба 8 часа да плачам непрекинат. И тоа е нашата работа. Без разлика ти како се чувствуваш приватно, види и обратно знае да биде. Знае кога ти е најтешко во животот, да излезеш на сцена и да треба да го изиграш најлесното. И исто тоа е еден феномен кој што не се објаснува. И додека ти си на сцена, не го осеќаш тешкото што ти е. Тешкото доаѓа после. Битно си во процесот во тој момент, ама кога ќе заврши аплаузот, веќе е друга приказна. Веќе е друга приказна. Некако ми го одговори прашањето и неблагодарно би рекол која улога можеби најмногу ти направила аха момент во животот, кога нели велиме, нели, она како пресвртница. Да. Нели, американците ќе кажат епифани или момент на божествена енергија која што во моментот ја чувствуваш. Веројатно можеби една од тие улоги била и да, Хеда. Многу е важно во одреден период на твојата актерска зрелост да се случат одредени работи. Слам, кога си млад, играш Офелија, Јулија, не знам нешто кој. по да, лесно поимливо за публиката. Некако Хеда ми се случи во еден вистински момент, во една моја сериозна театарска зрелост, каде што се случи пресвртот од тоа, јас сум веќе, не сум веќе млада актерка, туку веќе сум актерка од средна генерација, сепак е од 40 години. Сања, мајчинството, загубата, животните искуства, препоставам дека особено изиграа улога вистинска да те направат денес една од нашите најверни актерки. Да. И да не избориме, да, сите искуства не форматираат нас како луѓе. Се што ни се случува нас во животот прави одредени промени кај нас. Сите загуби имаат и придобивки, и сите придобивки имаат и загуби. И најважно е да се поминат тие процеси, и затоа што преку тие процеси ние се наоѓаме себе си. Никој не се нашол себе си преку убавите работи. Да, убавите работи се убави и треба да се доживеат што е можно повеќе. И да, и треба да се доживеат повеќе, но секогаш низ тешките работи, низ тажните работи, ние го поминуваме низ животот. Апропо животот, дали истиот ти помогна да играш или актерството ти помогна да живееш? Актерството, мислам дека ме разбираш низ каква метаморфоза можеби. Да, те разбирам апсолутно. Актерството ми помогна да во на ослободувањето, во на што го збориме цело време во психотерапија, во негувањето на својот ум, на своето ментално здравје, неверојатно помага актерството. Од друга страна, одмага ако не знаеш кога да излезеш од него, и за тоа имаме многу негативни примери за жал. Така што и заемно е некако, и животот ми помага за да играм, и актерството ми помага за да живеам, но јас пак го гледам тоа дека, што ти кажувам, она преобразба, да влезеш и да излезеш од нешто, и при тоа секој нов процес да ти биде еден нов живот и едно ново работно искуство. Тоа е како да менуваш работна позиција на 2-3 месеци или 2-3 пати годишно, и секогаш ти е возбудливо да влезеш во нешто ново. Да. Ние ја имаме таа привилегија. И секој пат имате, како ново раѓање. Да, ја имаме секогаш таа привилегија, и тоа е едно од најубавите искуства. Затоа оваа професија е најубава. Затоа театарот има свој ден кој што се слави. И тоа не е само поим, тоа е еден цел живот со милиарда чуда на него. Како не? Секој пат, она што мене лично, кога те гледам, и покри другите, нели да речам, твои колеги и актери, меѓутоа особено тебе, кога отворено говориш за состојбите на културата, сиве овие години, што денес најмногу те боли, или дали нешто вистина од тие активни твои дружења со публиката и со колегите на улица промени или ревидираа нешто во културата? Мене, она што ме боли недоследноста, и она што ме боли е не одржувањето на позитивните практики. Тоа е низ децениите, и тоа важи за сите. Ако нешто се случи убаво, тоа убаво треба да продолжи. Ако нешто се случи корисно, тоа корисно треба да продолжи. А не како што се менуваат луѓето кои што се застапници на корисното и на лошото или на доброто,
да ги менуваат. И во тоа е големината на овие културни политики, дека ако добрите пракси треба да продолжат, лошите пракси треба да се променат. Да, во случајот со културата и мојата борба сум исклучително горда на мене и нека звучи нескромно, на себе и на неколку луѓе што стоја позади мене и што ја стуркавме таа борба да се потпише колективен договор за денеска ние да имаме некакви достоинствени плати. И покрај тоа што се создава некаков мит дека не знам колкави ни се огромни платите, не се огромни платите и не платите треба на еден уметник да бидат многу поголеми од што се. Она што и во таа борба за колективниот договор, јас постојано со оглед на тоа што се случува изминативе години економски и глобално, се прашувам само како ние ќе живеевме ако тој колективен договор не беше потпишан. И сега да, тој колективен договор проаѓа за прв пат низ некаков преседан каде што се своеволно се дрзна да менуваат формули за присметки на плати. И тоа отвара еден нов проблем и од тука доаѓаме до тоа дека добрите пракси, ако нешто е утврдено, тоа треба да се почитува и тоа треба да се продолжи, затоа што ако на секој свој рака заради своји лични убедувања правиме некакви промени, тоа ни носи огромна штета и лична и колективна. Ако ние како синдикат или јас како претседател на синдикат секогаш се водев од личното, а не од колективното, тој колективен договор немаше никогаш да биде подпишан. А за останатите состојби, значи сега јас можам да зборам за нешто за кое што сум била одговорна. За жал не сум била на никаква позиција каде што можам да менувам репертоарни политики, да поставам репертоарни политики или идеи, освен зашто се вртат некои слики од Охридско лето, каде што сум била како стручен соработник, односно како селектор на драмска програма и каде што сум го дала максимумот од себе за да направам програма со оглед на околностите, финансиите, онакава како што треба и онакава како што реципроцитетно распределени. Апсолутно. Да, комплексно е прашањето во однос на културата и тоа на целокупната култура и да, имаме ние еден проблем тоа затоа што широкото сваќање за културата е дека таа е трошок на државата, дека таа прави само штета на буџетот на државата, но не. Чинам дека тоа е неприфатливо алиби. Да, тоа е неприфатливо алиби. Тоа стално е нема пари, ние на тоа сме навикнати, ама работа е што културата и како знае да донесе пари, ако ги имаш вистинските идеи, ако имаш правилната стратегија, правиот акцијскиот план. Така што тоа е едно комплексно прашање и со оглед на тоа дека ние овие некако 30 на години многу тешко се поставени работите и криво се поставени работите, многу тешко или со многу голема волја, ама зборавам не е онака политичка, партиска или било каква волја на заедницата и обединување на заедницата, само така може да се смира. Некој пат вака слушајќи ги твоите одговори, нели веројатно се сочувствувам нели со истите работи, затоа што нели сите некако го чувствуваме тој можеби декадентен момент во нашата заедница или занаетот и така натаму. Ја некој пат се прашувам некако Марко, значи како само душа, се поставам и гледам во длабочината на моите колеги и пријатели. Некој пат се велам капитализмот, што велиш ти, конзумеризмот, некој пат како некој човек кој што сум го гледал и сме делеле исти заеднички интереси, како тоа да се прекинува, токму затоа што навиките и животните циклуси ни се менуваат, нели тие аха моменти поинакви станале. Препоставам дека денес како ќе погледнеш дел од твоите колеги со кои што денес си делила некои убави безгрижни моменти, како да не ги препознаваш. Нема да поентираме, меѓутоа сепак сте бастионите на културата. И културата треба да биде пред се ништо друго. Културата е силна онолку колку што се силни нејзините представници, односно ние уметниците. Пак доаѓа до тоа дека колку ние знаеме да ја застапуваме културата и колку ние знаеме како уметници да се бориме за подобро место на културата во општеството, толку и ќе добиеме. Доживуваш некаква индолентност кај голем дел од твоите колеги? Дали мислиш дека се подобри меритократијата во институциите, културните институции?
Да, ама не можеш да ги обвиниш. Не можеш ти никој да обвиниш. Јас можам да одговарам само за себе и за своите постапки. Така е. Така што пак доаѓаме до тоа дека ако некој нема потреба да направи чекор или ако некој реши дека треба да се седи или да има клиентелистички однос кон некој, тоа е негов собствен избор. Претпоставам дека на некој начин ми го одговори прашањето зошто не сакаш утре Марко да биде дел од театарот. Може би не, ако одлучи да, меѓутоа претпоставам дека ради овие комплексности кои што може би тие комплексности постојат секаде. Постојат секаде. Не знаеш, тоа првото она чувството што го имам јас како актерка е сосема различно што би го имал мојот син како актер, како режисер или што и да сака да стане во животот. Првото е тоа да сакаш да го заштитиш своето дете од она што треба он да стане или не треба он да стане. Знаеш, тоа е како професионален војник кој што поминал војни и детето го гледа дека својот татко е војник и вика јас сакам да станам војник и таткото не сака своето дете да биде војник. И сега да, малце таму е покомплексно, и потраурно и страшно, ама е добра метафора за да ти доловам, она која ќе доживееш, која знаеш ништо се си поминал за да дојдеш до ова, кажеш не сакам. Првиот инстинкт ти кажува дека не сакаш твоето дете да биде тоа, али нормално не можеш тоа да го пречиш. Таму на работа да му се лишам во неговите прави. Затоа видиш ти изборот ќе биде негов на крајот од денот. Кога ме прашуваат колку е денеска да се остане тешко достоинствен во својата професија, јас велам нели како што велиш ти, зависи кои ти се целите. Така. И свесно рационално разумно размислување како представници на нели Homo sapiensите. Меѓутоа колку е тешко денеска вистина да се остане достоинствен уметник во некој пат недостојни услови кои што ни се дадени. Без при тоа да ги правиме преседаните кои што ги спомнам. Така, работата е колку си спремен да правиш компромиси. Значи, јас во животот, во меѓучовечките односи, во односите со, не знам, со дете, со партнер или со било што, правиш компромиси затоа што тоа е живот. Единственото нешто кое што ја отсликува и ја мери твојата достоинство и твојот интегритет е професијата. И таму не се прават компромиси. Таму се поставуваат јасни принципи, јасни граници. Секој си ги поставува, не мора тие да бидат радикални, ама кажувам дека таму така се поставуваат, барем тоа е моја гледиште, таму се поставуваат принципите и границите и не правиш отстапки од тоа. И да, за тоа плаќаш голема цена. Јас цел живот си ја плаќам цената за својата принципиелност и своите граници, но јас морам да го оправдам моето постоење као уметник на ова театарска уметничка сцена. Претпоставам дека и легнувањето на вечер ти е свесно и честно и чисто. Тоа е потешко отколку на другите, ама да. Тоа е уште поголема животна сатисфакција. Сосема за крај, еве да го заокружиме ова празнување на, јас би рекол на 27 март. Ќе те прашам дали си среќна каде што си сега во моментот? И што значи за Сања 27 март празник или потсетник? Јас некако од целото искуство, да почнам од тоа, ќе бидам кратка. Имаме добри 4-5 минути. Иако полнам 40 години годинава, втор пат го кажам, не знам зашто, ништо не ми значи. Апсолутно. Ништо не ми значи, ама сакам да кажам дека некако и со староста ти доаѓа зрелоста и ти доаѓаат и приоритетите и се. Неверојатно чистилиштето кое што го доживуваме, нели? Да. Си кажеш, зашо ја наполнив 40 години кога бев 20, за да размислувам вака, многу си порационален, многу си посвестен, многу си почисти јасен. Јас сум секогаш среќна онаму каде што припаѓам. И ако не сум среќна, наоѓам друг извор на среќа. И тоа е убаво. Јас сум, да, моментално каде што сум среќна на сите начини. Во моментот во драмски работиме нова представа, Мачки на глава, во режија на Дејан Пројковски, со која што ќе го одбележиме 80
годишниот јубилеј на Драмски театар. Се очекува премиерата? Очекува премиерата на 21 април, да, за непол месец. Да, за непол месец. Работиме турбо, убава екипа сме. Мачки ни глави. Мачки на глава, да. Текст? На Венко Андоновски. Сега веќе доволно ми мамиш радост и насмевка. Да. Ке видиме, мислам се уште во тој процес сме на истражување нормално се, не. Сега е оној период на страв каде што мала калибрација се случува. Да. А сега тој период, ама да, во моментов сум среќна, задоволна и никогаш нема да престанам да се ги бранам своите принципи и никогаш нема да престанам да се борам за доброто на културата и на доброто на културните уметници. Како убаво кажано. Ќе потсетам само дека и покрај одбележувањето на свој начин, ти и можеби твоите колеги, денешниот датум, да не погрешам, чинам дека во Драмскиот театар има и крводарителска акција. Да, има крводарителска акција во Драмскиот театар. Јас за жал заради моите одредени здравствени причини сме во неможност. Сме во, да, не спречена сум да учествувам во дел, али да, мислам и дека отворена така што ги поканувам и гледачите доколку сакаат да учествуваат во акцијата, да се упатат на кај Драмскиот театар денеска. Големата Маја Анџелоу, некој пат често знам да го повторам во убави искуства, а ова ќе биде дефинитивно едно од тие. Не би сакал да да ги минимизирам сите интервјуа кои што секојдневно ги имам, меѓутоа Маја Анџелоу има кажано, луѓето некој пат вистина ќе заборават што си кажал, што си ветил, што си направил, ама никогаш нема да заборавиш како си се чувствал во нечие присуство, така што ти благодарам за убавата радост која што денеска ми донесе да бидам покрај тебе. Ти благодарам на тебе и веруј дека јас нема да заборавам за тоа какви убави чувства ми разводи денеска во ова прекрасно петочно утро. Ваш празник нека биде продолжение да си ветиме за скоро повторно. Ова што ми го вети на 21 април. Те чекам на премиер. Обавесно. Да знаеш дека секој пат сум тука да го дадам и френетичниот аплауз кој што го заслужувате и ти благодарам што денеска не само како Сања, туку како уметник, како слободен Homo sapiens, ме потсети дека убаво е да се биде борец. Колку и како сака нека го свати тоа. Благодарам што еднаш. И тебе исто.